Даре да си каже што ќе пукаме, Даре? Денеска ќе пукаме гради со грб, ќе направиме комбинација една за целото горно тело. И може и нешто и раце плюс да вклопиме во тоа и рамо дека зошто да не. Значи full upper body, например, горен дел од... Значи еве, изгледа го видеото до крај дефинитивно, пошто ако тераш, би рекол почетници вежба така, една ден горен дел, една ден долен дел, нели, и тие први 2-3 недели додека се загреат. Им помага на почетници по-голем волумен да имаат спрема целата недела, каде што да кажеме advanced спортисти како мене тоа би правеле push-pull legs, каде што многу ни е тешко тој волумен за гради да го комбинираме со волуменот на грб. Како ти е планот за тренинг? Обично по протокол вежбам push-pull legs, дека како што реков интензитетот што ми треба за секој дел од телото да го направам, многу е тешко да се комбинира во исти ден. Порано како мал вежбав горно-долно тело, ми работеше, тоа е многу добро, дека многу сакам со висок волумен да вежбам секој тренинг, ама како што годините минуваат сега, волуменот што ми треба за градите добро да ги извршам, за грбот добро да го извршам, за нозете да не зборам мич, многу е тешко тоа се да се комбинира во еден тренинг. Дефинитивно. Ајде сега, пошто волумен и тие термини ги немаме користено до сега кај мене на канал, нели, и по-професионални сме, да му објасниме на публиката уствари накратко што значи волумен, да го пиеме при воркаутот и да влеаме, ја мислам, унатре. Волумен едноставно е пресметка, повторувања по серии по килажа секој тренинг што правиш. Значи ти да креваш, еве да кажеме 100 кила на бенч, 10 повторувања да го направиш тоа, волумен што си направил е 100 кила тоа. Ти 4 серии такви да направиш, значи 400 кила волумен си направил за тренингот. И така го собираме волуменот целиот тренинг што си го направил и го имаме целосниот волумен за тренингот. Фактички серии по репетиции по килажа. Да. Купно колку кила си дигнал, стрикно тој мускул колку килажа дигнал овој тренинг. Да. Тоа пример не би го користел како пресметка за напредок, дека ти пример можеш да земеш празна шипка да кренеш 100 пати поред и фактички си направил колку би се фатило тоа 2000 кила волумен, да. Фактички. И ти можеш да пишеш 2000 кила си кренал на бенч. Ама ако некој те праша како си кренал тие 2000 кила, ништо што 200 пати ја дигнав. Така што јас волумен повеќе користам, дека јас знам скоро секоја серија до отказ ја терам. И јас волумен користам за да знам колку може телото да ми се опорави тренинг по тренинг. Тогаш одиме, како што ми спомна, колку по 303 одиме грб со гради? Да, 3 вежби за грб, 3 за гради. 3 вежби за грб, 3 за гради, може уште по некоја да убациме за рамо и за бицепс и трицепс. И тоа е тоа. Дечки, ми влеаме унатре да се спремаме и да почнеме со тренингот, а ви не заборавате на лайк, шер, сабскрајб пред да продолжите да гледате видеото. Ајде! Екипо, ми почнуваме, прва вежба правиме бенч, Даре ќе објасне се за гревање, тераме по негов принцип и тоа е тоа. Инаку гледам дека на некоја апликација си пратиш што како вежбаш. Да, ја користам апликација Heavy, бесплатна апликација за следење на прогресот на тренинците. Може да му покажем, ја? Можеш како што си ги правиш вежбите да кликнеш на било која вежба и ти го покажа прогресот последниве 3 месеци. Heavy weight, најтешка килажа, највеќе волумен во една серија. Значи еве го волуменот што го зборувавме. Имаш тука историја кај што можеш секој тренинг по тренинг да видиш како си напреднувал. Така. Браво. Тоа е тоа. Јас порано се ова рачно си го запишував во дневник, само што сум приметил вака дигитално многу побрзо оди се и многу е полесно да се следи прогрес со графи, со пресметки на телефон, што ти многу е тешко сам да си ги направиш. Да, графови, тие аналитики цели на телото, многу подобро. Почнеме тука без килажа, загреваме прва серија. Да, ќе идам денеска One Rep Max, ова ќе ми биде прв пат да пробам после година дена од прилика. Ќе одам 20 кила, 60, 100, па ќе видиме до кај ќе отирам, можеби 160.
кога нема да се договорите и ќе отидете и 20 да барате 20 и на крајот испаѓа. Колку плеито виеме сега? 6. Да. За нози вие што се накидат нека барате тука од бенчот. Тоа е успех. Кога ги взимаш сите 20 за гради да вежбаш, не за нози. Даре сега ти пукаш тотка, така ли? Ја ги взимам сите 20 за подлакици. А инаку сега пукаш тотка, боа тие уште? За гревачка ова. За гревачка. Колку реп содиш? 1 до 2? 5-6. А 5-6? Да. Добро. Може да се пробам јас денеска реално со 110. Максот ми е 120, 125. Не памтам точно како беше, пошто сум на кат, така да 110 мислам нека ќе имам. Така. Јас кога одам на пиар, знаеш како правам? Одам на секоја серија со по 1 до 2 повторувања и накачувам по 10-20 кг, 1 до 2 повторувања. И за пиар да биде треба, ама и ти гледам не одиш full range of motion, поише на пумпа одиш малце. Првиве овие кога го полесно се заграма, а следниве овие ќе ми бидат full lockout. Full lockout. Така. Стои 10 стоиме следна серија. Да видим колку имам задржана сила од катот. Чекај малку само, да се слушне. Бато, стои. Сега ќе спотнеш за ова. Ајде, дефинитивно. Имам, ама знаеш. Само на дигање. Да. На дигање да тоа оставам додека да ги заклучиш. Ме нервира, многу ми се подат. Од шипкава? Да. Мрсна е, приметувам јас. Можда е дека му е нова. Може, да. Ме потсеќа дека е нова шипка. Ај, давај сам. Лесно. Тој PR беше многу потешко првиот пат кога го направи. 140 ја памтам од секање го буткаш тоа. Страшно беше тоа. Страшно, дефинитивно. Одиме сега. Не знам, 150 или 160, право додам. Најреално да си пробаш 155. 155? Да. Најреална бројка што мислам дека нема да имаш многу голем размах. Да. Пошто 20 кила на оваа килажа се многу веќе. 20 кила не е многу од 80 за 100, ама тука мислам да се многу. Таман за бицепс ми го намесите. Се заебава. Дечки, мене ми е пиар од 125, дека сум на кето, 110 пробувам сега, ќе видиме како ќе биде. Ова. Ако е лесно, може и да се пробам 120 пак. Лесно. Дефинитивно одам со 120. Колку одиме, кажете сега? Епа, ставаме 155. 20-ка, ставаме 5-ка и наогиме 2,5 некаде. Дечки, останите у ексклузивното видео кај што нашиот апсолутен шампион праве PR на бенч. Не заебанци, ајде. Ајде. Опа. Ајде, ја имаш. Давај. Сам. Браво. Сам беше тоа. Да. Оу, yes! 155. Next 160. Знаеш што? 160 не верувам дека ќе успеам. После ова тешко, брат. Не, денеска не. Замислам за Да, недела во 2. иднина, да. Постигнавме PR 155. Сега Јован ќе проба 120 да крене. Прв пат ти е со килажева? Не, 120 имам кренато 2-3 пати до сега, 125 еднаш ја фейлнав и еднаш ја кренав, мислам, да. Па да одиш право на 125? Мислиш дека ќе ги имам? За разлика од 110 как ги кренав? Па лесно ти Ај, чим имам ваков хајп, не и ми од кој ќе испуштам. ги направиме серија овие ќе Тогаш како треба да доиме со 2,5-ка, така? 7-8 повторувања, така нешто. Чекај, јас би ставил и појас на воа, пошто користам појас и многу има хејт за тоа, ама не знам, ја осеќам како ми го елиминира цел притисокот тука, пошто правам голем арч. Не знам, појас практикуваш ли ти на вакто на бенч? Многу луѓе ми имат речено дека е без врска. Абе, ја појас ретко и користам на скват, така што... Чеј, типс. Клекови, ечки. Дори со една рака. Ај у воздух. Екипо, ајде еве ексклузивно пред камера 125 кила. Со Господ напред, ја мислам дека ги имаме. Даре, одиме ли? Па да одиме не, ама да бенчаме да. 3, 2, 1. Ај! Сам.
Мислам дека Септен мала помош беше на прелазот. Друго сам. Ама знаеш што, тоа беше помош шипката понапред и отри, јас само ти ја вратив во линија. Ти како што бутнаш, ти како што отиде, примети малце вака отиде. Да, напред ми завега. Јас само малце те вратив во позиција и си ја избутка сам. Епа супер тогаш. Да. 125 сам. Тоа е тоа. Следно гледате видео од Кос Бен со бушци. Да завршиме тука побрзо, напумпајме малце. Да, ајде. Одиме сега следна вежба, кос бенч со пучици. Пучиците ги сакам многу за гради, дека тоа ми дозволува да ги истегнам градите, да ги стиснам горе кога ќе отирам. Башка и за некој како мене што сила имаме птен, кога ќе наредам огромна тежина на бенч, многу тешко знае на дланките да ми дое. Каде што со пучиците можам да си ги ротирам во рацете. Така што сега ќе одиме волумен со ова 10-12 повторувања поред. Готово, тоа е тоа. Дечки, останете, че гледате само најтешката серија тука, да не ве тупиме со многу материјал, че имаме 3 работни серии, така да во твојот тренинг како го применуваш нештото. Овој е пример како треба да ти изгледа еден тренинг со PR бенч и ефективен тренинг за гради и грб. Задржаме многу на бенчот, затоа можно и раци рамо да не вежда, не се знае, че каде да ради. Ај чао. Еви правилно решение и паметно како да го решиш ако си малце понизок или просто едноставно клупта ти е висока, пошто ова е многу висока клупа и мене ми е дори ниска. А треба да имаш контакт со земјата. Не сум ја низок, клупата е висока. Само гледај да не му ги земаш теговите ногови што од најногу ги користи. Многу е битно на секоја вежба што ја правиме со тегови, башка со бучици, максимална стабилност да имаме за времето дека правиме вежбата. Многу е лошо пример ти да правиш вежбата со бучици и цело тело ти се клати наоколу. Стабилност треба, ки секоја една вежба. Ти повеќе се фокусираш да се стабилизираш наместо вежбата да ја наместо правиш. мускулот да го активираш како што треба. Тачно, јас согласувам с тоа. Така што, ајде, прва сега не е најтешка серија? Да. Ова не е најтешка. Ајде. Можам да речем дека многу ме мотивираш да одам вие тренинг да газам со килажи, ќе ги фанам 4 иските реално. Фани ги, брат. Иде колку лошо ми се лизна тегот во на почеток? Не, јас не те фанав добро. Ти изгледа чекуваше на лак да те фанам, јас те фанав на дланка. Ама ја не предвидив дека е многу широк тегот и немам простор каде да те фанам јас. Да. Кипу уште една серија тука и после ќе каже Даре што правим. Остани у видеото. Сега ќе одговори на некој прашање со него. Со Даре сме веќе на средина на тренингот и викам да одговориме некое прашање и после тренингов ќе видиме, ќе одлучиме, пошто е празник денеска каде отворено, ќе јадиме, таму ќе ви ги одговориме другите прашања на тренингот да не се задржуваме, околу припремите и сите работи. Дали соработуваше, како што знаме, имаше тренер, така? Да. Предходно сите, значи тебе овој пат ти беше четврт на надпреваш испана, така? Не, овија, значи мислам како сезона. Да. Четврта сезона. Да, четврта сезона ми беше ова. А надпревар кој? 8 некаде? Надпревар сега последниот Херкулес ми беше 8, да. Последниот Херкулес беше 8. Државното 6 надпревар ми беше. Балканскиот 7 и Херкулес 8. Добро, па веќе влеваш у озбилна бројка, например да речеме уште 2 надпревари ти фалат за што се вика за 10 надпревари да ги комплетираш па не или некако да речеме. И уште 90 за 100. Со кој соработуваше, како одеш цела соработка, дали си задоволен? Тренер за оваа сезона ми беше Гоги, поздрав кон него. Тој ми помогна целата сезона на исхраната, на тренинзите, на суплементација, со позинг ми помогна ептен и со се измеѓу што беше потребно за да станам државен шампион. Така што на било кој сериозна атлета што сака да стане шампион, би го препорачал со Гоги да направим ова веќе. Так. Околу успесите твои. Јас како што знам, ова не ти е прв пат да си шампион у твојата категорија, така? Да. Предходно, првото интервју кога ти го правев, бев менс физик. Таму беше менс физик и фактички ти од есенската сезона веќе се префрли у бодибилдинг. Есенска ми беше прв пат во бодибилдинг да излезам, кај што планирав и таму менс физик да излезам, ама ми го сменија мислењето во последна минута. Сега тоа беше проблем малце за толку краток период и позинг да научам и рутина си и измислам и многу е друго чувство
од шорцеви да се напреваруваш во позите веќе што ги знаеш, веднаш да се препелиш на тие бодибилдерските пози. Малце чудно ми беше тој момент. Баш нели го коментираме тоа дека трикови у главата ти се прават дека ти се мешат позите од таа категорија. Имав моменти, значи памтам на државното во октомври што беше тоа. На 5 октомври, Како што тргам, значи ми вика странични гради страна по избор да направам. Ја како што тргам менс физик да направам, си викам чекај бе, гради. А ја вака тргнав да направам. Да. Многу смешно беше тој момент. Добро, грешки се прават, искуство, Да. затоа еве и си Ама соработувал и со тренер. Искрено и сега сум многу позадоволен што се префрлив на бодибилдинг, дека според мене е поинтересна категорија. Повеќе луѓе има поинтересно билдери да изгледаат. Иако некои ми кажа дека телото на тие што се напреваруваат менс физик повеќе им се допаѓа од естетска гледна точка. Естетски да. Тоа едното е како да речем, нели баш и тогаш и со тебе го коментираме како бич боди. Тело за на плажата е менс физик, додека бодибилдерска ти е таа крута, агресивна градба, и позите не се така нежни како да речем. Како на менс физик, тук ти се баш тие крути пози. И јас си заклучив за себе си дека мене во иднина како што ќе се напреварувам ми одговара највеќе класик физик, дека тоа ми е некоја средина помеѓу менс физик и бодибилдинг. Да. Реално и најмодерна е, И за градбата на тел и за градбата на телото ми одговара дека многу мал струк имам, а многу големи нози имам. Сега штета би било да ги кријам под шорцеви, ама пак ја немам таа крутост за билдер, знаеш? Че треба половината да доста коро да го зголемиш, а не секој сака тоа да го направи. И мислам дека најправилно мора, не дека треба се направи тоа, него тоа ќе се случи како едноставно ќе се случи тоа како што зголемуваш обем на мускули. Да. Ништо, ни продолжуваме со трета вежба, тоа ни се дипс. Ќе гледате една серија од тука и после тоа што продолжуваме за грб. После тоа ќе тераме на грб. Ја прво сакам да почнам грб со лед преер. На кабок ја правиме таа, колку малци изолација за плешките да им дадеме. Ова? Да. Добро. После тоа ќе одиме хибови или има една интересна машина као машин лед pull down. Да, лад pull down. Да, ја мислам дека таа најдобра ќе ни биде како втора вежба. Трета ќе одиме нешто за хоризонтално влечење. Некоја форма може тиба роу или кейбл роу, нешто од тој тип ќе направиме. Имаме тука чест сапортот, може таа да ја правиме. Може да ја правиме таа. И завршуваме со тренинг и одговараме на некои други прашања после вежбање, кога ќе седнеме да јадеме. Така. Тоа е тоа. Не заборави лайк, шер, субскрајб и одиме да вежбаме. Добро. Ама не одиш до Отеса. Одам, многу најнаш ми откажува да тие многу поголем range of motion на ваа и килажа и гледам граите кога ќе ми откажат. Ако одам да трицепсот кога ќе ми откаже, може има пуште едно-две повторувања, ама не одам така, гледам граите веќе откажуваат, не можам да туркам со граите и ако ми приметиме последната само задржувам доле и толку. Следно ојме од лат пуловер тука на сајла, тоа. Останете видеот. Ајде. Што ќе кажеш за формата? Бојата или твојата? Не Ивана. На Ивана и беше феноменална. Бојата, едино лично би ги стегнал раците комплет, дека многу добро обмава на трицепс кога дипс равиш до горе, инаку ако фокусот ти е на гради, добра ти е форма. Фокусот ми е на гради, за гради е добро, така? За дипс не е толку битно да ги истегнеш раците комплет, најбитно е доле да се истегнеш комплет. Нешто што пример со буџици и со бенч е многу тешко да се направи. Значи ја го имам делот на истегнување, така? Добро го правам. Ако пошто и за тоа ги правам, за гради ги правам и гледам да биде тоа горе да биде нака полабаво, доле да биде поистегнато за долната града да истегнемо ти реално. Сега види тебе трицепсот ти е послаба страна во спорова со градите, така што ја малку повеќе фокус би ставил на тој момент. Денеска дека не ми е акцент на трицепс за тоа. Инаку да ми е на трицепс, ги правам потесно и ги правам тука. Так. Не одам толку напред за да ги истегам.
Така ќе ви покажам правилна форма на тепс. Само за да научите формата треба телефонот на обачки да го сврдите. Крај. За грб, ова може би е една од најефективните вежби, ама и најкомплицираните вежби за почетници. Финтата со вежбата ќе демонстрирам сега. За да те мава повеќе на грб, а помалку на трицепс да ти отиде, треба што можно поширок лакт, значи да не значи да не ја влече шипката во тебе, туку што можно поголем лак да земе со раката и како што да спушташ шипката, градите ги стегнуваш напред да ти се стегне грбот. Тоа јас го објаснувам кај мои клиенти, додека работам, така дерам. Дефинитивно вака кога те гледа некој од страна може да правиш само како што треба. Те гледаме од следна вежба ни е тука, lat pull down, машина, кај што не е како на еден лов, не влечеме, туку е баш добро поделено, може да видите. Посебно влечиш со десна, посебно со лева рака, така да тоа практикувајте го, да има урамнотежување на лева и на десна страна на телото. Оти секој еден мускул го имаме од два пара, лев и десен. Бапни лайк, share, subscribe. Браво! Седење на максимум. Не знам колку, 10-11 пати така нешто. Тука завршив со втора работна. Даре иде сега со втора работна, сколку справиш, брат ти? Јас со 160. Задржуваш 160, тука 3 серии одиме исто? 3. Да. Така да, одиме да го дозавршиме тренингот. Следна рекоме тибар роу, нешто вертикално облучение с малце за горен дел да удариме. И така ќе ни биде последна. Таа последна. И после тоа одиме нешто да јадиме, дали ќе биде здраво или нема да биде здраво, не ви ветуиме. Битно, што не јадиме. Треба да надополниме. Ова не е последна, таму не е за фанати, треба уште многу време да чекаме. Сме со обврски и тоа е тоа. Следно се гледаме на позинг, па на еден. Баре! Екипо, ми тука завршуваме со нашиот тренинг. Ојме да јадиме. Одиме. Гладни сме, Да. Ау си ебавен матер, 2,5 саат сме тука. И тоа не направиме многу вежби, ама дека зборуваме. Реално тешки ни беа сетовите. Значи тренингот не требаше повеќе од пола саат. Ради технички причини не се забавиме, не ради нешто друго. Ти што имаш да кажеш? Јас сум толку пола саат, 40 минути. Толку, да. Дечки, ние дојдеме на крајот на видеото, со Даре по една кола зеро и чекаме јадење моментално да ни стигне. На Даре пише БФФ, а на мојата пише принцеза. Не знам, личаме на принцеза? Мало. Баш. У разлика со колку дигаш ти со мене, јас сум принцеза. Копе пелашка. Дечки, да одговориме на неколку прашања со Даре. Тренингот го завршиме изванредно, мене ме бенди се скроз и реално би го применил некојаш. Инаку да не снимаме, можеше да се додадат и уште по една вежба за раци, за бицепси, за трицепс, мислам уште по една вежба и доволен беше тренинг. Обично да нагласам дека тренинзите за гради и грб ги делам на посебни тренинзи, така што обично после тие 3 вежби за гради би додал вежба 2 за трицепс врз тоа. Така, push pull legs класично. Да. Push, се што тушкаме, например, гради трицепс предно рамо. И средно нели варира, секој различно си го убацува, ти средно мора конкретно да правиш поединечна вежба за него за да го активираш. Средно обично јас ја комбинирам со гради. И јас у последно време така. Даре, кога сме околу кај прашањата, колку време си уствари ти у овој спорт, пошто јас знам дека ти со спорт се бавиш долго време. Цел да, живот. ќе коментираме тоа кој е претходниот спорт, нели? Со овој спорт, како фитнес, бодибилдинг, колку време се занимаваш? Види,
со фитнесов, со бодибилдинг конкретно 4 години од прилика. Активно. Од 16 години беше прв пат да стапам во теретана. Тоа да посочиме дека Дара е 2005 уствари. Да. А ми наликува дека прв пат кога се запознавам, мислев дека е Наликува- година постар од мене или е колку мене. Од 85, да. Те прекинав, извини, околу дека си 4 години. Пред тоа имам искуство 5 години од прилика карате како вежбам во склоп со калистерика. Значи, уште како мал секој ден одев до кеј на шипки ги правев згибови, пропаѓања, склекови, стомачни и многу добра база и изградив во тоа што многу после ми помогна во теретана на која се преднасочив. Па да, ти реално и си ги форсираш уште тие вежби како што се згибови, пропаѓања. Дефинитивно. Тие работи со големи килажи ги пугаш. Да. Имаш добра база. Знаеш што, тоа сите боречки спортови, јас тоа имам кажам, треба да се комбинира дефинитивно или со калистеник или со теретана, пошто барат сила тие спортови, барат јак удар, Да. барат јака спремност. Значи 4 години си ова, со карате се занимаваш уште? Не, стигнав до црн појас лани и го прекинав. Од лани веќе си повлечен од карате. Да, значи црн појас добив лани и веќе после тоа немав некоја поента да останам во тој спорт. Да. А кога сме кај фитнесот, кај бодибилдингот, кои се потешкотите во последните 4 години што се соочил така најмногу и од надпреварувачка гледна точка, ама и како она рекреативец, пошто нели, секој спорт си носи негови недостатоци, потешкоти, како Си да има и речем. рекреативен дел и си има и надпреварувачки дел. Да. Од рекреативен дел со кои потешкоти најмногу се соочил? Потешкоти би рекол околу исхраната највеќе, дека тренинг ќе научиш како да тренираш и најчесто ако одиш подолг период волјата за вежбање и волјата за вежбање интензивно ќе ја имаш со себе си. Со спиењето ќе признаеме, завршаваме сите, на сите најчесто. Да, реално. Тој аспект што мене, да кажем, е најнејасен и најкомплициран и најтешко да се го поведам во животот е правилна исхрана. Значи, Добро, јас за сум тоа обичен работеше човек, со тренер овој пат. да, и- јас обично сум зафатен селен, одам од факултет на работа па во теретана и многу тешко наоѓам простор во текот на денот да си го готвам јадењето. И ти ако не си го готвиш јадењето, а сакаш здраво да јадеш, многу скапо ќе стане тоа. И плюс, кога сме веќе, тоа веќе преминуваме у бодибилдинг и у професионализам, кај што готвената храна никогаш не можеш да ја мериш. Многу ретко Мора да можеш се да мери. дојдеш до точна грамажа, дали е со зејтин првено, дали не е со Мора да се зејтин. мери. Едино место Мериме како се. фитнес хаус и некои такви места кај нас, во Македонија општо јас би рекол, не у Скопје, пошто малце места се, кај што знаеме точно колку јаглехидрати, протеин, маста имаш у оваа порција. Друго што сакам И само да додадам врз тоа, потешкоти и секоја работи се главно финансиски беа во склоп на се ова, дека бодибилдингот е доста скап спорт. Значи, ти ако имаш волја, ќе одиш да тренираш, ќе одиш и интензивно да тренираш. Исхрана ќе водиш добро ако имаш дисциплина. Да, ама доволно. ти веќе ако финансиски не можеш да си го дозволиш тоа, многу тешко станува. Па баш тоа и сакам да го посочам дека едно финансиски, а друго и Даре уопште не наликува на примери дека човек што уствари е запишан на Факултет за ликовни да, уметности. дека е уметник. Јас и он се видиме втор пат во животот на уметнички факултет, на педагошки поточно, нели, за време на вашата изложба околу јуни месец завршната. Да. И баш си прокоментираме дека и двајца не очкуваме да се видиме таму. Значи, работе нешто и уче нешто скроз различно од бодибилдинг, плюс бодибилдингот е љубов и исхрана и сите тие работи се тешки за терање, нели, како да речем, тешки ако не ги сакаш. Дефинитивно. Ама те, баш тоа нели го коментираме и во кола дека уствари не ги гледаме ни финансиски колку е скап спортот, пошто сето го правиме од љубов. Сакам да живеам така и нели не гледам као колку ќе ме кошта тоа. Да. Ама реално треба да запознаеме. Еве кога сме ќе исхранат, нели, цел тој дел, нели, дека е скап,
Мораме да спомниме и суплементацијата. Таа е, можам да речем, поскапиот дел од исхраната. На кои суплементи, например, најбазично се навалуваш ти? Јас сакам јас сакам обично од финансиска гледна точка да си ставам суплементација на минимум и повеќе да земам витамини и минерали од храната што ја јадам наместо од суплементи. Секако за најбитни суплементи за било кој бодибилдер се веј протеини и креатин. Без тие многу тешко би било по-сериозен напредок во спортот да се направи. И сега за недостатоци во исхрана, мултивитамин, омега-3, витамин D, ако не добива доволно, како да кажам, сончева светлина. Сончева светлина не е изложен на сонце. Поготово тоа го имат луѓе со витамин D ако не е доволно излучен на сонце, B2 и тоа за нервен систем. И во глобала е тоа. Не користам никакви фенси, најнови суплементи што ги препорачуваат. Ќе спомнам тука и pre-workout и тоа е окей. Да, денеска баш си имав бладен кацен pre-workout. Да. Освен тоа, суплементи се можеби 3% од целиот пат. Да, дефинитивно ако немаш здрава база на исхрана, здрава база на вежбање, у континуитет да се прате нешто не одржува. Дечки, ние да одиме да јадиме. Мислам дека уживате во видеото. Оставите лайк, шер и subscribe. Со Даре договараме моментално за уште едно видео. Ќе видиме дали ќе може да се обаве. И тоа е тоа. Се гледаме со следниот гостин. Јубилејно 10. Да. Ај, чао.